Драги гледачи, ова утро се наоѓаме во просториите на Сдруженијето Мајка Традиција, кое што годинава слави 19 години од своето постоење. Навистина се наоѓаме во еден прекрасен објект каде што имаме можност да погледнеме голем број рачни изработки во однос на облеката, она што порано се употребувало, но исто така гледаме и една навистина прекрасна, богата трпеза со традиционални рецепти. А во наводници виновниците за сето ова се членките на ова здружение кое што, како што кажав, обстојува веќе 19 години. Тука од мојата лева страна е председателката Љубица Петреска, која што ќе ни каже малку повеќе за оформувањето на ова здружение и за овој ден кој што вие го славите како ваш роден ден. Дарко, ви благодарам и му благодарам на моите членки што денешниот ден го направивме да биде нешто уште поразлично од секогаш. Ние на овај ден пред 19 години си ја оснивавме оваа организација и да ви кажам на нашето домаќинско работење, на нашата слога, затоа што ние веќе истите членки сме тие години. И сме дошле до еден ваков убав објект, во една убавина, во која што можеме се да си прославиме. Дали тоа било роден ден, дали било имен ден, дали било велик ден, дали било Светилија, Богородица, 11 октомври, дали државни празници, дали религиозни, сето можеме овде, затоа што до сега можевме да изнесуваме и на плоштадот, и кај сатот, и кај комерцијална банка, деме кај зидот, да си правиме килимијади на овај ден, па сме правеле заедно со занаетчите, па сме правеле заедно вакви манифестации со медарите, со сите. Па сме на тој ден имало и, верувајте ми, една година имаше овај селеничкиот џубок с пејачи, па ние украсено, па можете само да видите на слики и да се подсетите за што работела Мајка Традиција, така да не можеле, сне биле помлади. Али сега, еве си се договараме, затоа што малце годините ни подмина, затоа бараме малце подмладок и ќе си славиме се што ќе си сакаме најубаво и што ни е пристојно и што нас ни е потребно овде. Ова година, еве сега ќе одајме посебно внимание на зимницата. Што има се подготвено тука од страна на зимница? Овде од зимницата ние, да ви кажам сега, едно 2-3 недели, 5, си се трудевме да си направиме. И то си помагаме. Сите заеднички. Си направивме сладко од кајси, си направивме джем од кајси, си направивме мармалат од кајси, си направивме ајвар, направивме сладко од смокви, ајвар и лут и благ. Зашто? Кога ќе дојдеме овде, верувајте ми, не знаете како си гостираме и како си се осеќаме. Значи, роден денот ни е денеска, али да ви кажам уште поубаво, ќе го славиме на сам ден пречиста. Сме регистрирани. Како здружение? Како здружение. Тогаш го славиме уште поубаво. Али да ви кажам, деновите се што славиме, верувајте ми, со каква енергија, со каква позитивност. И сега само едно ќе ви кажам. Мајка Традиција нема на шо не учествувала и шо не дала прилог за и некој друг да види да направи. И гледам дека и по телевизија, и по било каде има прегледност да вида и да направи и некој друг. Сега, што имаме направено во овие години, како ги имаме фестивал во Охрид, јас само да ви кажам, како сме го добиле Гинис, како си имаме од првите членки третоноемвриски награди. Први имаме добијано. Плакети, дипломи. Само можете да ги сликате и да видите, не можам да ги избрам. И нашиот календар во ковидо, затоа што сите бевме дома, си направивме еден календар. Верувајте ми, тој ќе ни биде долговече, затоа што тука малце сне како да кажам, нерасположени, ама сами си го правиме амбиенто. На календарот има ваши фотографии? Можете да ги завртате, да. 12 слики имаме кај што сме одели во ковидо. Еве. И то имам со сите изреки. Значи тука, еве вака. Можете да ги, да. Навистина интересен календар. Еве, ќе видите.
Значи, мајка традиција нема што е најубаво, си го опфатила во програмата. Кажете ми малку да се навратиме на почетоците. Која беше идејата за формирање на Сдруженијето? Зошто се оформи ово Ќе ви Сдружение? кажам зашто се оформи. Затоа што одевме во една друга организација и дојдовме многу членки. И почна, знаеш како, ни дојде многу. Не можевме да се... едни сака едно, други друго, и си решивме, ајде да си направиме од една, со договор ни со... Да. И решивме, и плюс то, на постарата организација вака и викаме, ајде сега нек поканува да виткаме сарми за на плоштадот, не покани Симон Наумовски. Не рече, не можеме ние, тоа е прехрамбена работа, да не се зафаќаме, и ние мајка традиција се рековме, ние ќе виткаме, ние ќе правиме и ќе си земеме на ризик. Што ќе биде, нека биде. И значи тие две работи не натера да си направиме нова организација, си ја направиме, и почетокот ние нас почнат со сармите, да ви кажам. Па втората година... Гинис, кога Прилеп влезе во Гинисовата книга на рекорди. Прилеп влезе со сармите, али почетокот на сармите, виткање беше од мајка традиција, прва за Симон Наумовски, на витаминка то беше. Втората година не прашаја како сега ќе биде да се пријавиме за Гинис. Па да се пријавиме, дали ќе можеме, како не ќе можеме. Јас, како постара председателка на организацијата, си ги здружив и другите здруженија. Ајде, викам, сите заедно пак да бидеме, затоа што ние сме во градов и треба градот да се одликуваме, да зна кои се здруженија, да зна дека се квалитетни жени тука, а не да се кара да си во секое време да си биде заедно сите здруженија. А целта е да се зачува традицијата. Целта да се зачува и да се добија Гинис тогаш, и после си тргнавме напред секој со својата обврска. Гледаме тука на вистина интересни облеки. Колку се стари сите овие народни носи? Овие сите стари носи, јас така ќе ти кажам. Јас имам 3-4 што се лично мои. Тие ми биле од бабата, од и мајка ми не знаела да направи, нормално од бабите тие си биле, се како биле, јас не знам. Важно ги дочувале тетките и ми ги подарија. Тие си сигурно над 150 години. Мајка ми 100 години, не бе се ќе била. Сигурно 150, али важно, вака да ви кажам, си ги чуваме, си ги негуваме. Гледајте ги, дали света. Со таков мерак, верувајте ми. Сега и друго ќе ви кажам нешто, и најголемата обврска што сме имале ние како мајка традиција, што сме си ја зеле сами, на 13 манастири сме домаќини секоја година. Сите заедно си готвиме, си печиме, си пржиме риби, граф си вариме, било и што да е, сето заеднички и своерачно. Навистина во оваа соба може да се почувствува духот на соба традицијата, како што кажа соба- Флодоблеката, па седова прекрасна трапеза со традиционални рецепти. Ова соба само може да се почувствува од подот послан. Седнати како Да, дури во спорт. килимите се стари. Ете така. Освен искуството и традицијата, од мојата десна страна го имаме и Новиот член. новиот член, Новата членка. новото и модерното малку што се Сакаме внесува во нешто. Сдруженијето. Младиве нешто да ни појава, еве на пример сега и тоа ќе ти кажам. Подмладок, па подмладокот, по старите нешто, по младите дали гледате нешто, третиот исто уште нешто. Значи јас мислам дека ова што го гледа, што и на телевизија, и овде што го чувствува, многу млади ќе го завзема ова нешто да си го продолжа. Како што кажавме, вие сте под младокот на ова здружение, да ни се представите и зошто се одлучивте да бидете дел од него? Најпрво ви благодарам за поканата и ви благодарам уште еднаш на сите и ги поздравувам сите членки кои што со нивните вредни раце направиле толку убави специјалитети кои после ќе ги дегустираме. Да се представам, јас сум Емилија Груевска, дипломиран економист по меѓународна економија. Овде сум со цел ова нешто што жените го вложиле со својот труд, долгогодишни
нивни зачувани рецепти од прабаби, баби и тие традиции се сочувани и секогаш ќе останат запишани нели некаде во старите тефтери. Тоа јас можам да го кажам како некое чувство исто. И јас сум пораснала покрај добри личности, мојата баба и поздрав до мојата мајка, која секогаш стои зад мене и сум научила секако од моите комшивки и моите членки постари кои нели треба да ги чуваме и секако да му помагаме од модерното време, нели? Сега овие модерни, да речам, настани и случувања што се случуваат во Македонија, можам да кажам, сакам и да му помогнам, пошто јас сум и член во повеќе и издруженија, организации, настани што се случуваат во нашата околина, да речам за мојот град Прилеп, а исто така за цела Македонија. Имам сертификат за туристички водич, изборувам неколку странски јазици, али сакам на некој начин на овие жени да им се одолжам, да му помогнам оваа традиција да се види во светски рамки, на некој начин да го представиме мојот град, градот Херој Прилеп, да се запознаат луѓето, да знаат што имаме, кое богатство го имаме, пошто тука се, да речам, врежани сите нишки во овие копчиња, во овој материјал, природни работи што се користеле, како од свила, конец, волната, све рачно изработено, тоа е големо, огромно богатство кое треба да се чува и младите треба тоа да го знаат. Ќе подадам рака на овие жени да свето слушни за нив. Ви благодарам на одвоеното време, на разговорот, на сите вас, нека ви е уште еднаш честит овој роден ден. И навистина, ова сето што може да го забележите тука околу нас прекрасно мириса и веќе не се издржува, мора да се конзумира и проба, така да на сите еве, како што кажаа моите соговорнички, ви посакувам и вие да продолжите да ја чувате традицијата и се гледаме само за убаво.